Блокада на експресниот пат Штип-Кочани најавија денеска кочанските оризопроизводители. Се уште ги немаат очекуваните субвенции за 2022 и дополнителните, кои владата најави дека ќе ги исплати до крајот на минатата година. За жал, субвенциите еве 2022, значи дополнителните не са исплатени. Втората работа, редовните субвенции за 2022 и те не се исплатени. Најава имаше дека до крајот на годината треба да бидат исплатени и дополнителните и редовните. Револтираните оризопроизводители бараат итна средба со премиерот и ресорниот министар, како и собранието, по најавата на министерот Николовски, оризот да го прогласи за стратешка култура. Доколку не се постигне некој резултат, ние ќе поставиме радикално. Значи новиот пат, што е Штип-Крупище, ќе биде блокиран на неколку места. Јас се надевам дека ќе најдат разбирање и дека овие наши барања ќе бидат исполнети. Доколку не бидат, испаѓаме со порадикални протести и се доколку се исполнат, значи барањата, ќе протестираме континуирано до крај. 12 блокади лани реализираа оризарите од Кочанско. Убедени се дека сега 13-тиот пат ќе им се посреќи. Од оваа култура и екзистираат над 4000 семејства, а оризот се огледува на околу 5000 хектари.